Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Вечерва во наредните 50 минути, почитувани гледачи, ќе може да проследите ексклузивното интервју со големиот шеф или големиот мајстор на македонските масони во неговото прво јавно обраќање за било кој македонски медиум. Станува збор за господинот Живко Груевски, пред македонската јавност познат како еден од луѓето кои се најголемите играчи на американците во овој регион, човекот кој веќе 15 и повеќе години ги организира тие молитвени појадоци кои председателот Бушка и што ги носи македонските политичари на одредени средби со американската администрација. Човекот е еден од сопствениците на авиокомпанијата МАТ и човекот кој долго време беше еден од сопствениците на компанијата Јукан. Од пред 3 недели господин Живко Груевски, големиот мајстор на македонските масони. Господин Груевски, вие сте масон? Тешко вие да одговорите? Не, малку се замислив затоа што веројатно ова прв пат да се даде лична изјава на еден македонски масон дека е член на Слободното зидарство или на масонеријата. И која е таа одговорност? И која е таа тешкотија? И која е таа препрека што треба да се прескокне за еден човек да признае дека е масон? До сега во Македонија никој немаше признано дека е масон. Мене ме прашувате, јас лично ќе ви одговорам. За мене нема тешкотија и нема препрека. И што подобро и појасно да одговорам од тоа што сум присутен овде со вас и одговарам на вашите прашања во врска со масонеријата во Македонија. А зошто нема? Затоа што по моето разбирање масонеријата или слободното зидарство, како што ние го нарекуваме, е цивилно општествено движење со правен граѓански фундамент и легитимитет, чија основна идеја и движење кое треба да се реализира има филантропски и хуманистички цели. Вие сте големиот мајстор на големата македонска ложа. Па како што споменавте, да. Има интересни некои пикантери, да речеме, големиот мајстор, првиот голем мајстор беше зет на еден многу висок и мокен македонски комунистички функционер. Не може да демантирате, пошто ја вие знаеме дека не знам, мислам дека е тоа ирелевантно. Големите мајстори не се бираат и по конституцијата и суштински по тоа дали се во некакви родбински врски или во некакви други врски со некои моćни луѓе, како што вие рековте, или влијателни луѓе во определен период, туку по заслугите кои што ги имаат во создавањето, креирањето, одржувањето и работењето и промовирањето на базичните принципи и цели на масонеријата во Македонија. Ако трнем ова флоскула настрана, имам две прашања кои би сакал да ги поставам. Прво, дали во комунистичко време, затоа го поставив тоа прашање, дека големиот мајстор кој беше пред вас, првиот голем мајстор беше зет, значи за керка на еден многу мокен македонски комунистички лидер. Значи првото прашање ми е дали во комунистичко време имаше масони во Македонија? И второто прашање, односно дилема, дека многу од децата на поранешните удбаши и високи комунистички функционери се вградени и се членови на големата и на помалите масонски ложи во Република Македонија. Има ли логика, има ли систем во целата оваа работа? Да не ги набројувам, мислам, ако ги набрам, ќе стане 50 луѓе на високи комунистички и удбашки функционери дека се во ложите. Може би вклучително и вие. Не знам, по дефиниција, веројатно ваквите одговори вас нема да ве задоволуваат, меѓутоа битно е гледачите да ги задоволат. Важно е да се разбере и за гледачите да се разбере дека по дефиниција масонеријата со своите основни принципи и цели, со својата длабока втемелена инклузивност е најголемиот противник на сите догматски тоталитарни режими. Беше Тито масон? Во тој смисол, значи, и комунизмот дали Јосип Брос Тито беше масон? Нема доволно јасни показатели и факти. Зоран Ненезич, кој ве прими вас во масонеријата, има одредено истражување дека во ложата Конкордија, во Загреб, има примено масон со иницијали Ј.С. Брос. Значи, што асоцира дека може да е. Можеме да веруваме во тоа, можеме и да не веруваме, тоа е слободно. Дури одредени спекулации велат дека и Фидел Кастро е масон и многу други комунистички лидери биле масони. Тоа не може да го негираме. Не можеме да го негираме, не можеме ни со сигурност да го потврдиме. Го споменавте и Фидел Кастро, таму со години се зборуваше дека Фидел Кастро не е масон,
и додека неговиот брат, сегашниот председател, Кастро, е голем мајстор на Куба. Меѓутоа, велам, тоа е делот на оние езотерични, убави, интересни, пикантни приказни кои што се предат со векови околу масонеријата. Има еден факт кој го користат веројатно сите истражувачи, аналитичари, пишувачи на фелтони, снимачи на вакви емисии, а тоа е фактот дека ве за прв пат спомнувате дека лице со иницијали БЈ е член на ложата Либертас, која е формирана некаде 1926 или 1928 година со седиште во Загреб. Тоа е ложа која излегува надвор од тогашната ложа Варховец, која е една од трите регуларни ложи на просторот на поранешна Југославија тогашна, или Кралството Југославија, и дека се смета дека под тие иницијали се крие Јосип Броз Тито. To ne krije se, nego jeste. Josip Broz, taj Josip Broz je bio član te lože, to je divlja simbolička velika loža Libertas, čiji je prvi veliki majstor bio tada pukovnik Slavko Kvaternik, kasniji maršal Slavko Kvaternik za vreme takozvane nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić. Формирани од усташите. Ustaške države. Постојат потврдени или непотврдени шпекулации дека дел од тоа комунистичко водство на поранешна Југославија има блиски контакти со слободните зидари. Спомнавме за Јосип Броз Тито, меѓутоа се спомнати поголем број на луѓе во неговото најблиско окружение. Од Коча Поповиќ, кој е порано син на богат индустријалец српски, до Владимир Макарич, Рибникар, Иван Рибар, Иво Лола Рибар, Sinše Stankovića i tako dalje, i tako dalje. И така натаму, и така натаму. Постои ли една масовна присутност на масоните во тоа комунистичко водство на поранешна Југославија? Masovno ne, ali elitno da. Мислите У броју не. во самиот врв? Ali elitno u smislu komunikacije sa samim vrhom ili neki su i bili u samom vrhu, da. Кој вие би ги ставиле во таа групација на елитно масонско Pa присуство Josip Broz, ko ćete više. и околу него луѓето? Pa dovoljno je on. Има ли познати комунисти македонци, масони кои биле? Па не знам, сигурно Кои владееле од дека 45 до 90 година? сигурно дека има. Има еден интересен детал, или два интересни детали, затоа ве враќам на тоа неко комунистичко, масонско, блиско или подалечно функционирање. Значи, единствено комунистичката партија на Југославија, тамо некаде 30-те години, и дел од масонските ложи во Југославија се залага тогаш, дали погласно или помалку гласно, за независна Македонија, 30-те години на минатиот век, и за формирање на Косово, меѓутоа тогаш со некое име Стара Србија. Значи, затоа ја поставам прашањето, ако тезата 90-91 година беше дека масоните растуриле Југославија, и ние наоѓавме нели безброј примери зашто и како тоа се случило, што ќе прават денес масоните, ќе спасуват или ќе растурат Македонија? Денес масоните или масонеријата воопшто во модерните општества или масонеријата која екзистира, работи во демократски општества, како што е нашето, по дефиниција. Дефинитивно не е тука да не постои со никаква цел да биде тајна организација која што би се вклопила во тие мистични приказни за работа против уставот, против уставниот поредок или против државата. Ке мора да ве поправам со одреден, да речеме, податок. И Србија во времето на Џинџич беше демократска држава. Тоа е 2003 година, кога се прави атентатот врз Џинџич, уапсен е големиот мајстор на српската ложа. Тој е познатиот сликар Тапи, кој во одредени неразјасните околности загинува во затворот во Белград. И тоа до ден денес не е расчистено. Тие се некои пикантерии и податоци кои укажуваат дека масоните и ден денес се исклучително мокни, конспиративни и дека на одреден таинствен начин решаваат одредени проблеми. Не само во светот, туку и на Балканот. Ние во слободното зидарство во масонеријата зборот моќ не го употребуваме многу често. Ајде да ве прашам. Го заменуваме со еден друг збор кој што би бил авторитет.